Треба сепак да разбереме што е нешто кое што е поддржано со бројки, наука, факти и така натаму, и што е да те сака среќата. Например, сите научни истражувања или тоа ние што го правиме, дека среќата има голема улога во тоа дали ти ќе успееш или не. Меѓутоа, ако немаш знаење, на долг рок нема да успееш. Мислам, среќата е само еден скок што може да ти направи. Денеска зборувам со уште еден почесен член на Змај, меѓутоа исто така и истакнат многу во својата област. Во 2022 добива награда за најдобар млад научник од председателот, во 2023 станува најдобар научник на УКИМ во делот на општествени науки. Меѓутоа и прави многу интересни статистички модели за кои што денеска ќе зборуваме, а кои што на некој начин гатаат и предвидуваат што е иднината и како ние можеме да предвидиме дали нешто ќе се случи во иднина во однос на економија, развој и ред други работи. Зборувам со Виктор Стојковски, доктор, професор. Асистент, се уште. Асистент. Да. Кај да. Ќе видиме тоа, да. Добре, малку морав да направам една шега. Се надевам дека студентите ќе имаат можност да те имаат и како професор, затоа што веќе работиш активно со нив како асистент и веќе доста време живееш од наука на некој начин. Често кај нас науката се дели од бизнисот и од предприемништвото. Сега нема да ја делиме во овој момент, ама ќе те прашам затоа што сите ги прашувам и мораме да почнеме така и во 2024 година што го врти светот. Фала многу, Јована. Прво сакам да се заблагодарам што ми даде да присуствувам. И исто така сакам да им честитам на сите гледачи среќна нова 2024 година и им посакувам многу големи успеси во оваа година. И среќни празници што доаѓаат. Да. Сега на кратко што го врти светот, мислам дека речиси повеќето минати гости сите скоро кажуваа дека тоа би било иновациите, некој вид на знаење индивидуално кое придонесува на крајот од денот до успех. Јас како истражувач малце поинаку ја гледам сликата. За мене тоа што го врти светот е колективното знаење. Тоа е едно знаење што го поседува еден тим, да кажеме една заедница или пак една држава. И тоа знаење како колективно на крајот од денот придонесува на развојот на тимот, успехот на тимот, развојот на економијата да донесе до економски раст, намалување на нееднаквост или пак како сакаме да постигнеме некоја зелена економија. Значи, твојата препорака за овој Божик е сега да седнат на маса и наместо да се караме за политика, затоа што тоа е неизбежно, може да се караме и за политика, ама и да споделиме некое знаење, па може би подобро. Да, јас се надевам дека на Бадниковата вечер ќе имаат нека нова тема за разговор која може да произлезе од нашата дискусија тука. Како истражувачи, истражуваме целта не е да истражуваме во мојот домен е колективното знаење. И првото прашање кое си го поставуваме кога истражуваме вака колективно знаење е дали знаењето се собира. Значи, на пример имаме да имаме двајца математичари. Дали тие двајца математичари ни представуваат две знаења, едно знаење или повеќе од едно знаење. И тоа е темата, на пример, што сакам да можеме да започнеме сега тука, а можеби ќе произлезе после на вечерта на Бадниковата вечер, која ќе се соберат. Која ќе се соберат едно семејство, ако се двајца математичари да видат колку тука всушност ќе произведат. Да, колку знаење имаат на масата вкупно, така. Ќе почнеме, мене ми беше интересно во оваа насока што произведуваат луѓето во одредена индустрија. Вие имавте едно многу популарно истражување заедно со тимот уште двајца истражувачи. На Твитер експлодираше кога ние ги погледнавме бројките, имаше над 120.000 пречитувања и прегледи, а сега ку знае колку повеќе. Практично истражувате дали една позната личност која што мигрира во друга држава или која што живее во одредена држава, продуцира, какви кадри продуцира, односно што значат познатите личности, истакнатите личности за државите во кои што живеат? Па генерално не беа за држави, поише беа за региони во Европа или градови во Европа, да кажеме, Виена, Минхен, да ги споредуваме. Мислам, тоа ни беше ни почна како тема. Прво сакам да им се заблагодарам, бидејќи целиот тој резултат е заслуга на Филип, кој е студент во Тулуз, каде што јас бев лани на постдокторски, и нашиот ментор Цезар. Значи целосната заслуга е на нивна, јас бев само помошна страна од страна за да се допринесе до истражувањето. Ако дојдат тука сигурно нешто друго ќе кажат. Се надам дека може некој од нив еден ден да биде гости на
подкастот. Значи, накратко, Филип му дојде идејата, си се запраша, значи, во 1800 години, на 1750 година, да кажеме, во Виена почнале многу композитори да се доселуваат. Моцарт се доселил, Бетовен, Хајден. И прашањето му беше дали тоа придонело во иднина да имаме композитори во Виена, или пак ако не композитори, дали придонело до некои други вештини кои се родиле во Виена. И што откривме всушност дека постојат такви спиловари, значи ширење на знаење. Прво, присуството на такво знаење композиторско придонело во иднина да се родат композитори. Меѓутоа, тоа знаење што се донесува од композиторот донесува и цели тимови од одредени знаења. Значи, на композиторот му треба виолинист, му треба мотиватор, му треба, да кажеме, цел оркестар и сето тоа понатаму. И тоа што откривме е дека тие композитори што го донале своето, што мигрирале во Виена, не само што придонале за да се родат композитори, придонале да се родат филозофи. Во иднина се во наредниот век веќе во Виена се родиле луѓе како Курт Годел, како Фридрих Хајек, кои биле познати филозофи. И целата идеја што мислам заклучокот што ни произлезе од ова е дека всушност не е знаењето, колективното знаење зависи од некоја патека. И тоа колективното знаење што го имаш ти во една држава и луѓето кои се доселуваат или кои се одселуваат придонесуваат да покажат што ќе има во иднина во тој регион. Би можеле сега да пробате да предвидите, да кажеме, што ќе има во одредена држава од регионов во одреден период, не знам, сега некоја предпоставка е најпопуларен можеби во моментов во соседна Србија, сигурно е Новак Џоковиќ, затоа што е најпопуларен спортист. Имаме и ние, мислам, дел од тие луѓе дојдоа тука и на што го врти светот, меѓутоа да кажеме ете така некој што е светски, на вистина селебрити има во моментов во светот постигнато големи резултати. Ете го Новак Џоковиќ како пример, ако го земете, може со тој модел да се предвиди што се би се развило покрај него? Мислам сега, тоа е целата поента. Например, Новак Џоковиќ е тенисер и сродно на тенисери се некои други спортисти или некои околина кои се занимаваат со спорт, познати личности, масажери, па дури и модни икони се блиски до тенисери. Веројатно посетуваат многу тениски надпревари или нешто слично. Да. Ако имаме тенисер, обично или баш тенисер популарен, често може да се родат и други модни икони во таа држава. Некои што се сродни мислам што се слични по дисциплина, кои најчесто се наоѓаат на истото сродно место. Например, еве сега ако се досели Новак Џоковиќ кај нас, најверојатно тоа ќе придонесе или тоа ќе го имаме во иднина. За жал, например, ако гледаме, можеме да кажеме што би било со Македонија, врз база на што се познатите личности кои се сега во Македонија. Во Македонија, кога ги разгледувавме културните или познатите личности, видовме дека во Македонија најпрвен ние сме сиромашни во тој дел. Имаме единствено политичари и спортисти, а спортистите се основа на една нација, на една заедница. Да кажеме дека целата заедница, целиот културен развој, потоа економски започнува со тие индивидуи. За да постои една држава мора да има политичари кои ќе водат држава. И кај нас ги имаме тие личности и во случај ако немаме миграција во иднина, а и со новата демографска слика која гледаме сега пред проекциите кои беа малце, да кажам, песимистички. Малку повеќе песимистички. Остануваме на тоа ниво. Значи потребно ни е миграција на квалитетен кадар, да дојдат луѓе кои не се познати, туку кои се успешни во комплексни, да кажеме, дисциплини, за да можеме да напредуваме понатаму. Што се комплексни? Ти ми раскажуваше дека како што државата се развива, значи секоја држава имаме звезди кои што се политичари, звезди кои што се, па дури тоа да е крал или монарх, нели, тоа го зборувавме, во политичари спаѓаат сите овие што ги носат тие државни одлуки, тоа мора да го има секоја држава. Природно во секоја држава се раѓаат спортистите. Што е следното ниво на развој? Што ни треба сега следно да развиеме? Да, мислам, тоа е целата идеја. Мислам, кога една држава, една заедница се спрема за развој или колективно да учи, она обично започнува од основата што е политика, спорт и после тоа се сведува на некои две други скалила, се додека него стигне врвот, односно тоа третото скалило. На почеток почнува обично со политичари, тоа што сме открили до сега, и со, како што кажав, и со спортисти, потоа се појавуваат некои писатели, например, често се појавуваат бидејќи политичарите се многу блиски до писателите. Мислам колку пати во Македонија сме нашле писатели кои биле политичари или нешто слично.
И после писателите следува образованието, науката и следува бизнисот. И тоа е второто скалило кое придонесува до развој на државата, мислам не само до културен развој, на крај до економски развој на државата. И сега на крајот од денот врвот на еден тим или на една заедница, држава, што и да збориме, е кога има и уметници. Мислам, тие се најретките кои се случуваат и тие се Како што било во Виена. Како што било во Виена, значи врвот, или па не само Виена, можеме да спомнеме, не знам, и Париз, каде што имало, не знам, сликари или што се не понатам. Па и во Америка многу мигрираат уметници. Ма тоа е денеска сите мигрираат во Америка затоа што тоа е врвот на културата мислам на 21 век се уште тоа е врвот на културата. Не знам како ќе биде Зошто културата? Што се случува кога една позната личност од културата мигрира во твојата држава или пак другата опција, нели рековме покрај миграцијата, ако создадеш позната личност во културата, што ќе биде резултатот после тоа на општеството? Па идејата е дека ако мигрира личност која нема сродна родно, значи ако во Македонија мигрира личност кој не е политичар или кој не е спортист, тој ќе придонесе да се создаде екосистем околу него за таа дисциплина. Ако мигрира Џоковиќ, што 100 пати го кажавме, тоа ќе придонесе да се развијат тенисери, да се развијат тренери, да се развијат масажери, да кажеме, да се развие цела околина околу тезот, модни икони, дизајнери и сето тоа. Значи, таа помага за да се достигне некој друг развој, бидејќи развојот може да ни биде од два дела, може да ни се состои. Едно ние со поврзано знаење, односно со знаењето кое сега го имаме од политика и од спорт, и во иднина ќе можеме со нешто што е сродно на политика и спорт, писателство или пак некои друг видови на спортисти. Меѓутоа мораме за Македонија да освои развој, мора да има имиграција на познати личности кои не се спортисти. Сега како тоа ќе го постигнеме, тоа е мислам друго прашање, потешко, значи треба да имаме цела политика. Интересно е дека во културата ние имаме успешни луѓе, меѓутоа многу ретко правиме звезди од нив, а имаме успешни луѓе кои што се и во светот успешни. Ако ги земеме генерациите на нашите, веројатно ќе им текнат неколку оперски пејачи, да кажеме некоја генерација помлад од нашите ќе ни текне сигурно Симон Трпчевски како пианист и така натаму, ама од нашава генерација јас знам културни луѓе, уметници кои што имаат стварно толку убави работи да пренесат идеолошки, ама не ги гледаме доволно. Многу ми е интересно ова како податоците можат на некој начин да предвидуваат трендови и да предвидуваат, дури и ова може да се искористи за развој на одредена држава. Какви луѓе ние сакаме да бидат звезди, да бидат познати личности во државата и какви луѓе сакаме да привлекуваме за да ни се развие економијата. Меѓутоа, другиот дел на навистина брзо применлива наука е кога таа се применува во бизнис или во предприемништво или нешто слично. Кај нас обично се гледаат како две разделени дисциплини, науката и предприемништвото, како најчесто сакаме да кажеме дека предприемништвото почнува некаде каде што науката на некој начин потфрлува. Додека во светот тоа не е така, баш науката е таа која што се користи многу. Да, значи во Македонија има многу успешни, не сум голем број, меѓутоа има многу успешни кои науката ја претвориле на крајот од ден во своите резултати од науката ги претвориле во бизнис. И целата наука, мислам како иде научниот свет во 21 век е во таа насока, затоа што науката на крајот од денот со науката завршува со некој истражување и со некој научен труд кој е објавен во некое списание. И сето тоа што следува е после со тоа. Да. За жал, повеќето истражувања кај нас се апликативни и тие истражувања, значи, ние превземаме некој метод кој постои, некој што направил некаков метод во минатото и го применуваме на податоци кои се во Македонија за да покажеме некој истражување. Не се иновативни, не се од нула нешто тука да откриеме? Па повеќето се такви, да, не се фундаментални, како што некој би кажал. Значи фундаментално значи дека имаш некој придонес и после тоа правиш производ од тоа. Например, каде што бев во Тулус лани на постдокторски, професорот што ми беше ментор, он си има своја фирма. И сега делот од работата што правиме како наука ние да произведуваме податоци, да креираме податочни множества за меѓународна трговија на нешто, да кажеме на производ. И сега тие производи, тие податоци кои се креираат на крајот од денот Цезар ги отвара. Цезар беше менторот што си отвори фирма и во фирмата си прави производ. Ако некоја здружение, некој има потреба од тие податоци, он вика, окей, еве ти пристапот кошта, не знам, 200-300 евра,
и ти можеш да си користиш да си работиш со тие податоци. Ние во науката сме покажале дека нашиот метод за создавање на тие податоци функционира. Така Тоа е е. нешто што недостасува кај нас. Мислам, тоа е процентна скалабилност. Обично кај нас Такво користење на податоците. И исто така мене ми беше интересно оно што го кажа, кај нас најчесто се очекува дека работата на научниците, зборуваме за луѓе кои што на вистина долго време учат, истражуваат, стигнуваат ете до постдокторски студии. Кај нас се гледа обично дека тие што работат со професорот, тоа треба да го работат волонтерски. Додека некаде во светот тоа се плаќа, особено ако тоа понатаму дали универзитетот или некој може да си направи бизнис. Значи, дел од луѓето кои што работат на научните истражувања се платени и тоа некогаш и добро платени. не само што се платени, мислам, на крајот од денот идејата е дека научните истражувања излегуваат трудови каде што ти си коавтор, ти си дел од луѓето кои го создале тој производ, да кажем. Да. И од после тоа, од кога ќе функционира бизнисот или од врз база на тој производ, ти си потребен за тој да се одржува. Не само што на крајот од денот, мислам, ти работиш за твојот ментор, ама на крајот од денот и ти си член, коосновач на тоа што ќе функционира во иднина. Мислам, сите заедно во тимот кој работи за тоа, бидејќи ако се вратиме пак на тоа колективно знаење, мора да не си само ти тој што го произвел тој со помош на твојот ментор, туку заедно сте го произвеле за да биде нешто што е функционално на крајот од денот. Таму каде што имаме напредок, всушност обично се мешаат бизнисот и науката и некако едните ја поддржуваат науката да има слободата и финансиите за да се развива и да истражува, а науката на некој начин нив им дава компетитивна, сериозна предност. Сакам да дадам еден пример за тоа што бев воодушевена кога во 2018 година бев во лабораторија на еден од најистакнатите американски универзитети на MIT. И тие Каде? има специфична во Media Lab. Стварно, право е? Таму Цезар таму беше, он Да. таму претходно бил професор, тоа. Па добре, ето значи На тие ето, се ето, тие така се е. луѓето. Знам дека работи. Ние бевме буквално на посета, значи како наблюдувачи да кажеме, меѓутоа затоа што сме комуникатори, сакаа да ни ја покажат таа страна веројатно на нивното општество која што води кон напредок на американското општество и тоа како да оди силно напред. Не е само предприемничкиот дух, туку и науката сериозно учествува во тој напредок. И што се случува, некако моделот на финансирање беше компаниите финансираат, а потоа им се дава една слобода на истражувачите да истражуваат. Меѓутоа, таму имаше истражувачи, чии што истражувања не се вклопуваат во ниту една област конкретна и ниту еден друг универзитет не може да ги поддржи затоа што не им се вклопуваат во тоа што го работат. И практично многу ми беше интересно, имаше многу откачани комбинации, комбинираат роботика и музика. И што се случува, они откриваат некое столче, кое што виолинист на настап го користи, столчето се приспособува според неговото тело и практично да биде убав настапот и да биде интересна за публика. Доаѓа компанија која што работи во автомобилска индустрија, инженерот од таа компанија го гледа столчето, тоа се нивни финансиери кои што имаат право први да ги видат пронајдоците, го гледа столчето и вели, ние ова може да го искористиме во нашите автомобили за кога ќе се отвори ербегот, столчето точно да го следи телото на шоферот и да го сопреме ударот пред да, не дај Боже, дојде до задушување, односно да понудиме сериозно поголема безбедност. Тоа што научниците го нашле во делот на роботика и музика, автомобилскава индустрија си го искористила за да направи побезбедно седиште. И мене тоа ми беше mind blowing, односно на некој начин сватив, претходно знаев, може би предпоставуваш, меѓутоа кога ќе го видиш како светот на вистина тоа го прави, колку науката може да реши проблеми и да не знае дека ги решава воопшто затоа што е дадена таа слобода да истражува. Мислам, тоа е клучно, не знам, наједноставна приказна е за пеницилинот, е така, нели, настанат на среќа. Мислам, без везе, ама тоа е нешто што мора да функционира и така функционира науката. Мислам, сам по себе, многу нешто што е измислено во еден домен од науката, на крајот од денот се користи во некои други работи. И тука е поентата затоа што, мислам, на бизнисот му е потребна науката затоа што тоа е единствениот начин за да каже дека нашиот производ што го даваме е безбеден.
А на науката е потребен бизнисот затоа што мора да има финансирање на крајот од денот за да може да живеат научниците. И Во држави како нашата може да има и поддршка од државата поголема затоа што бизнисот се уште не е на тоа ниво, ама може да се комбинира. Мислам дека е битно да се крене таа свест како науката може да креира бизниси. Да, и мислам, обратно. тоа е целата поента, Убави бизниси. тоа е целата поента на науката во 21 век. Значи, како да креира помош на бизнисите или како да креира бизниси од резултатите кои ги произведува науката. Сега државата е таа што е клучна, нели? Тука на почеток треба државата да форсира, да финансира или да помага во науката, за потоа науката да помага во бизнисот, бидејќи тоа е како еден круг кој се врти од околу. Бизнисот на крајот помогнува на државата, плаќа даноци, на слушај сето тоа се враќа назад, ама мислам кај нас е малце потешко. Негде така се подсекува оваа врска малце Да. заради лични интереси, ама добро е што се повеќе млади одат надвор, ете ние само двајца што сме виделе што се случува надвор од државата на еден или друг начин. Многу други македонци студираат на странски универзитети, значи јасно им е тоа како треба да се прави. Па се надеваме нели ти кога ќе го пренесеш своето знаење на студентите тука, ќе имаме некое вртење, можеби ќе направиме бизнис од некои податоци, па ќе можеме како пример да го дадеме и потоа да вратиме повторно во науката. Мислам дека тој круг ќе се менува. Во делот на податоците не се менува само бизнисот, значи не се користат само за развој на бизнис или не е само спојката наука-бизнис, меѓутоа кај нас најмногу податоци поседува државата. Односно, или барем, па не само кај нас, секаде. Државните институции, што ги имаат тие. Да. Е сега, зошто не ги дава целосно податоците и што би можело да се случи ако ние добиеме баш микроподатоци од страна на државата или некој помалку агрегиран податок за да се развијат одредени работи? Да, сега мислам државата прво има проблем, нема проблем, туку не смее да ги дава најмикроподатоците затоа што има проблем со приватност, не смееме да знаеме кој човек колку плата земал или која му е адресата точно на живење и сето тоа. Меѓутоа да, на крајот од денот податоците со кои располагаме се малце полоши отколку што може да бидат. Например, ние знаеме колку изнесува просечната плата во Македонија, така. Не знаеме колку изнесува просечната плата по општина или по регион, бидејќи тоа е на крајот од денот што го одлучува животниот стандард. Ако просечната плата вчера кажа во Македонија, минатиот колку беше за месец ноември било 39.000. 39.000. Е сега што кажувате, дали е 39.000 во Охрид или 39.000 во Скопје? Најверојатно во Скопје не може еден поединец со 39.000 да преживее. Ќе преживее како? Добро, да, мислам едно семејство или нема нешто. Така елитистички. Да, веројатно. Семејство не. Ама во секој случај помала е можноста да има подквалитетен живот отколку 39.000 денари на друго место. Да. И за жал нас државата, иако ги поседува тие податоци, нас не ни дава може да измериме каков е животниот стандард во различните места или пак и врз база на тоа после да градиме политики. Државата има податоци каде што кажуваат кои фирми каде се лоцирани, да кажеме, кои се бизнисите кои сега успеваат моментално во Дебар мал. И врз база на тие податоци, например, тоа што ние го истражуваме, предпоставиме. Да, можеме да предвидиме што би бил следниот бизнис што би успел или така нешто. И тоа е делот што се вика паметна специализација која Македонија на еден начин пробува да вложи, ама се уште не ги користи тие податоци со кои располага во тој дел. Барем државата да си ги користи, па може некаква стратегија ќе направи, ама мислам дека тоа е многу минимално искористување на капацитетот на тие податоци. Многу би било подобро ако се споделат со јавноста и да кажеме научната јавност, бизнисите и сите останати да можат да ги користат за да донесат паметни одлуки. Да, мислам тоа е клучно е, значи за да се создадат паметни одлуки мора да податоците да бидат отворени. А да бидат отворени значи овозможува секој да може да ги користи и секој да може да прави анализа, се разбира до одреден домен каде што податоците запазуваат одредена да кажеме заштита, приватност на податоците, да. И потоа секој
да може да ги користи да донесува заклучоци, бидејќи ако се Во Србија мислам дека имаме податок и во, знам сигурно за Бугарија, каде што често се кажува, например, просечната плата е таа, ама во Белград е оваа. Да. И тоа е многу битно за еден бизнис утре ако сака да отвори, да отпочне нешто, да знае колку е таму и ваму, барем општо каде се движи. Ама пак и тоа не се доволни податоци, затоа што, нели, како што зборувавме, еден ресторан во Дебармало има комплетно различни трошоци, различна цена на работна сила, различна цена на да речеме квадрат за изнаемен простор и слично, отколку можеби да се земат простори негде надвор од градот, ама па и различни профити. И ако ние ги отвориме податоците и имаме економисти кои што ќе знаат брзо и лесно да ги спојат, тогаш имаме голем успех во таа насока да можеме да носиме одлука каде ќе отвориме бизнис. Да, мислам тоа е целата поента. За жал се уште ги немаме тие податоци. Добро, мислам, еве тука сакаме да порачаме дека секаме, е добро јас се надевам отворат. дека ќе се отворат тие податоци. Мислам, за да се отворат тие податоци, најпрво треба да се помогне да институциите да ги анализираат тие податоци. Статистиката да се гради во тој домен. И се надевам дека тука ние како научници би можеле многу да помогнеме и се надевам дека ќе помогнеме да се отворат и дека набрзо ќе ги имаме тие податоци, ќе можеме да донесуваме уште поквалитетни паметни политики од тие што ги носиме денес. Добро, ова како го кажа, тие кои ќе ги донесеме после да ги спроведеме, меѓутоа дефинитивно може многу добра насока да даде. Кажи ми, сакам некој пример. Какви податоци има државата за нас, покрај економскива податоци, според тебе, и не само нашата држава, има примери од регионот, има некои застрашувачки податоци кои што ги има, меѓутоа има и некои податоци кои што можат да помогнат нешто да се реши како проблем. Има многу застрашувачки податоци кои постојат. Сега, на пример, прво ќе почнам со нешто, бевме, кога беше февруари или март, бевме во Унгарија и таму зборевме значи Унгарија има во Будимпешта има посебна единица каде што ја викаат податочна банка, каде што државата собира најмикро ниво податоци. И буквално собирала податоци за како луѓето од различни болести низ времето, кои лекови ги пиеле и како тоа влијаело на нивното однесување. И тоа е веќе мислам по ниско ниво на податоци не може да се има. Сега не верувам дека кај нас ги има на такво ниво, меѓутоа има државата располага со многу податоци кои се делат од доменот на медицина, од доменот на, да кажеме, мислам само технологија за развој, каде треба да се постават, мислам потоа само по себе собира податоци каде се движат луѓето. Тоа може да помогне за да се намала да се стават гасни станици, да се намали загаденоста на воздухот и сето тоа. Мислам ги поседува сите тие податоци. Не можам да кажам до каде се користат и до кое ниво се користат, меѓутоа државата има податоци кои не знаеме. Да, државата има податоци кои може да се користат за многу добри стратешки одлуки, не само на краток рок, па и на долг рок. Ова беше малку језиво со Будимпешта во делот на науката, меѓутоа од друга страна, ајде да кажеме, тие ги користат податоците. Сега кога би се користеле медицински податоци за добро, тогаш веројатно не би можеле да предвидиме дали некоја болест се случува некаде почесто, што ја причинува, како тие причинители да се превенираат и така натаму. Доста зборувавме и зборуваме за тоа како бизнисот развива иновативни бизниси, развива предприемнички идеи и така натаму. Меѓутоа, применетата наука може да биде применета и во други области за решавање на одредени општествени проблеми, например. Можеш ли да ми дадеш некој пример каде што некој истражување е применето за нешто да се реши, ама онака баш некој актуелен или интересен пример што е популарен во светот? Па да кажеме, имам многу примери кои да го извадам, сега да кажем. Ајде, вака. Пред некоја година, мислам пред 4-5 години, Нобелова награда за економија добија тројца луѓе кои развија методологија за како да се мери сиромаштијата на микрониво, односно како да се прави анкети, да се оди во најсиромашните села или мести во светот и да се прави анкети и врз база на тоа да се градат анкетите и резултатите од тие анкети, како да се градат политиките за намалување на сиромаштијата во тие места. Да кажеме во Индија беа првите применети. И
тоа беа Естер Дуфло, Банерджи и уште заборев како се викаше да не го сгрешам презимето. Ќе ги најдем. Да, они врз база на тоа, потоа методологијата од како ја развеа, отворија центри, да кажа, невладини организации на многу различни места од светот. И тие невладини организации всушност функционираат како, да кажеме, мали бизниси кои прават анкети речиси еднаш годишно на местата, на сиромашните места и го следат развојот на тие како се развиваат и ги користат тие податоци и целиот тој бизнис за да градат политики за намалување на сиромаштијата во светот. Значи не во светот, туку во конкретното место каде што е правена, каде што е отворен тој бизнис. Тоа е еден пример од економија кој го знам за мислам како економист кој го знам како од науката, од методологијата која ние развиле, потоа прават бизниси на различни места во светот. Тоа е супер и не може само во делот, например, развој таму на бизниси, може да видат што им недостасува, дали може би образование им недостасува, па да направат некакви образовни центри, дали може лесно, брзо нешто да се тука да се постигне, дали дигитализација би решило дел од проблемот. Сето тоа, мислам, тоа е нешто машини што функционира секаде и сега, например, друг пример, голем пример ми е, имавме лани еден колега, тој е професор во Утрехт, кој всушност професор во Утрехт и оди 2 месеци предава, он е бизнисмен, Бог се фалеше дека во Коста Рика е градел куќе или нешто, како што и да било. И сега, он бизнис професор. Да, он тука работи. Имаме и подобри и полоши примери од бизнис професори, он е професор, беше се вика економска географија и он е неговите бизниси беа како да се развие еден град. Да кажеме кои се иновациите и што да прави, пресметува кои се најиновативни градови. И сега он од неговите бизниси, он има некој систем кој му ги собира сите можни патенти во светот и гради систем каде што предвидува што е следната иновација, како да се градат иновациите, како да се движат кон дигитализација и кон тоа во Европа што е она двоен премин каде што се зголемува економски раст и се дигитализира и сето тоа да не навлегувам. Ама супер звучи. Им помага на градовите да се развијат базирано на неговите на тие модели и технологии. Да, и крипто користи се, тоа е трета тема, ама нема веза. Тоа е целосно различна тема, сме отвориле тука и интересно ми беше дека во светот е многу актуелна тема и посебно еве ние што на некој начин сме врзани со светот на финансиите е многу интересна тема. Кај нас се уште е така некако. Не знам, ја искрено, значи моје мислење тука, например, нели пред 2017-18 кој излезе така биткоин кој влезе како голем феномен и викаше ова се ќе биде добро. Ја мислам дека не е толку успешно колку, значи не е тоа што сите го бара, колку што е кој излезе например сега ChatGPT, кој беше, тоа е нешто што сите го бара. Така тоа е нешто кое што на сите ќе им биде корисно. Да. Таму имаше момент. Мислам дека има момент на коцка и тоа луѓето мора да го разберат дека не можеш да бидеш сигурен ако нема регулација што ќе се случува со одредена валута. Ама дефинитивно тие што ние гледавме дали има раст ако се земат 10 години например во прашање. Ако пред 10 години си купил биткоин, не си го вадел за да ги изедеш сите тие падови, тогаш сега ќе имаш повеќе пари. И тоа е скок. Меѓутоа, од друга страна, не можеш да знаеш во кој момент е добар момент и да ги повлечеш тоа средствата. никад не знаеш. Утре може да се случи некоја друга валута да стане попопуларна, еве сега се популаризира Етериум или нешто слично и да ти се случи колапс на системот. Да. Не, тоа ми е мене, например, како статистичар, многу често ме прашуваат, абе Виктор, ајде сега спортска сакам дупло там шо. Да. Шансите како е? Мојот совет не го плаќај, не знам како да ти кажам, не може да ти помогнам. Тоа нема Можеш да направиш модел некој статистички кој што ќе предвидува колкави се шансите. Можеш да направиш, ама постои тој модел секогаш ќе ти каже дека на крајот од денот ќе ги изгубиш парите. Мислам, може на краток рок некоја среќа да ти испадне, ама еднаш ќе фатиш. Да, и толку, и после си заразен. Да, веројатно и зависи колку долго играш. Ако еднаш уплатиш и фатиш, супер, ама колкави се шансите за тоа? Треба редовно да играш, па после кога ќе собереш, можеби во текот на цел животен век, дали си од страната на добивката или повеќе имаш изгубено? Да, нема, кога што збориме, нема во тоа колективно знаење, нема учење, не учи тимот, учиш сам и само се фрлаш парички, е среќа или несреќа.
И тоа е друга тема која е малце потешка за да се развие. Таа ќе ја чуваме за Василица. Да, за Василица, точно. За понаредната. Вака ги фативме празниците, тогаш нели луѓето знаат некоја Се да коцка на направат, Василица. така како некоја традиција, не знам од каде е таа традиција, сигурно не е верска, ама постои кај нас на Стара Нова година да пробаш дали ќе те сака среќата. Интересно е тоа, ама треба сепак да разбереме што е нешто кое што е поддржано со бројки, наука, факти и така натаму, и што е да те сака среќата. Да, мислам, сега поентата е дека например сите научни истражувања или тоа ние што го правиме е дека среќата има голема улога во тоа дали ти ќе успееш или не. Меѓутоа, ако немаш знаење, на долг рок нема да успееш. Мислам, среќата е само еден скок што може да ти направи. Дали мислиш дека во македонската економија проблемот е играњето на среќа, затоа што гледаме дека многу луѓе носат одлуки претерано емотивно или од сакам ја овој бизнис да влезам сега ќе е супер, така натаму, а не ги носат доволно одлуките базирано на некои факти кои што ќе им кажат дали ќе биде нешто успешно. Искрено не знам да ти кажам право. Знаеш, најверојатно има може две се можни опции. Дали сме по природа такви склони кон коцкање многу македонците, или системот така ни поставил да имаме многу места за коцкање, па ние сите да се коцкаме. Разбираш, и сега добро прашање. Да, дали ако е првото, немаш кафички си влезеш. Ако е првото, тогаш да, така е, знаеш, ние сме такви луѓе и поради тоа многу често го правиме, знаеш, ако сме по природа коцкари, ќе одиме цело време по ризични бизниси или по сето тоа, ама ако всушност системот ни прави да живееме во нешто што е премногу коцка, тогаш ние одиме цело време по ризични бизниси затоа што немаме друга опција. Има во малото каде што јас живеам, го викаат Бермудски триаголник, односно го вика едно место каде што буквално вака во очи се гледаат три кладилници. Па си велам, може би ако кафулето ти е подалеку, ќе испиеш едно кафе, ќе дадеш стотче и така на некој начин ќе те натера, меѓутоа од друга страна сега па изгледа е тоа успешен бизнис, зашто отвори и четврта и сега не знам Бермудски четвороаголник или коцка. Не знам што стана. Правоаголник, да. Не знам што стана, така што да, може и тоа е, нели, колкава е веројатноста ако не ти е успат дека ќе отидеш да свртиш некоја овошка. Да, може со тоа да истражуваме кај се локациите на облажувалниците и што би била следната индустрија што би успеала до нив. Мислам да не бидат забава, да не бидат извор на екзистенција. Да, мислам, не знам што да кажам, например, ние као деца сме се зафркавале и зима се шеташ надвор, премногу ти е топло и ќе отидеш, премногу ти е ладно, извини, и сега каде да правиш, ајде ќе отидеме во коцкарница за 100 денари, затоа што таму е топлото. Да. И само на топло се среќа, никој од нас не се заразил понатаму да продолжи со сето тоа. Затоа што сте учеле. Да. Може би образованието нели те тера на нешто друго ние например се сеќавам, значи имаш коцкарница и обично имаш рулет, каде што има 36 бројки и ако погодиш бројче добиваш 35 денари ако се ставил 1 денар. Да. И сега прво седнавме и како деца сме седнале, сме правеле математика, како е да победиш. Што ти е статистичен кога ќе го пуштиш? И сега, после некое време, значи седнавме и учевме стварно математика, дали магистерски на докторски, тогаш сватиш дека ако доволно долго го играш тоа рулетот, ти секогаш завршуваш со 0 денари. Затоа што има 36 можни места, а тебе ти дава 35 денари ако ти се падне едно. Интересно. Ми се допаѓа дека и тука сте нашле применливост на науката. Ама и државата треба да најде применливост на науката и тука има многу голем простор за искористување на податоците. Генерално, на крај сакам да завршиме со тоа што веќе се случува во светот, а и дефинитивна е идејата, и днината, за тоа што сме нова година и ајде да зборуваме што е следно. Следно е комбинација на разни области за да се добие нешто, или интердисциплинарност, мултидисциплинарност, како сакаме да ја наречеме. Веќе еден човек
човек со едно знаење нели нема ништо да направи. Ова беше пример за тоа како статистичар, еколог, едно друго ќе се спојат, ќе направат нешто. Да, мислам не, во 21 век веќе ништо не функционира само, значи ајде да не бидам единствениот кој не го спомнал ChatGPT веројатно до сега. Не, веќе си секој го. Да, е така, мислам дека сите ја знаеме делот каде што се променила парадигмата, тоа значи како се променило принципот на кој ние функционираме и ChatGPT нели нас ни помогна да станеме многу поспособни во многу повеќе вештини да ги имаме. Меѓутоа тоа не ни помага, нема ни да ни помогне сами да станеме мајстори во се во иднина, а светот ние како што истражуваме, како што се движи дека ти е потребен тим и за се што истражуваш ти е потребен тим кој има разновидно знаење за на крај кога ќе собираме 1+1 знаење да не испадне 2, туку да испадне 10. И таа како што викаме интердисциплинарност или соработка од различни групи на луѓе се повеќе и повеќе сметам дека ќе се фигурира не само кај нас, тоа кај нас мора да почне да се создаде, каде што бизнисите и науката ќе соработуваат, каде што не само бизнисите и науката од сродни бизниси, туку од сродни дисциплини, туку и научници кои се, да кажеме, еколози со бизнисмени кои се економисти или така натаму. Значи некоја интердисциплинарност која ќе придонесе да се развијат нови технологии, нови вештини кај нас во државата, бидејќи тоа веќе функционира во светот и тоа е нешто што стварно го врти светот. Таа интердисциплинарност или таа соработка која што имаше ти, како што кажа примерот со автомобилската компанија и со музиката и роботиката. Да, мислам тоа е целата соработка која мора да функционира. Барем јас како научник сум приметил, например, сум имал среќа, мислам, мојот цел успех, ако можам да го кажам, во наука се должи за тоа што сум имал соработници од најразлични дисциплини. И сме имале сродна соработка која можеме да на крај направиме синергија и да успееме заедно. Бидејќи не успева само со една дисциплина. Сам по себе човек ништо не може и секој кој што дошол тука на некој начин му се заблагодарил на тимот, соработниците, менторите, тие со кои што соработувал, а колку е битно според тебе, не знам, ете и партнерот да те поддржува или зборувам животниот партнер, девојка, дечко, ако имаш или семејството, колку може да биде плюс тој со кој што пријател со кој што редовно се гледаш, се едно. Целата твоја околина ти е поддршка и од секаде може да ти дојде знаење. Значи секој што ти помага, тебе ти придонесува до некакво знаење. Може ние да седнеме, да кажеме утре на кафе, да разговараме за некоја тема и таа тема мене да ми придонесе во работата што ја се правам. Значи буквално тоа е таа интердисциплинарност, да си седнам со некој што е од трета тема, што си нема врска со мене и да ми донесе некој знаење кое ќе можам да го применам во мене. Фамилијата не ти помага секогаш на тој принцип во смисла да ти донесе знаење, меѓутоа ти ја дава таа безусловна и партнерот и сите ти ја даваат безусловната поддршка за да можеш како индивидуа да успееш. Да. И се разбира дека без нив ништо не е возможно. Мислам, јас сум имал среќата цел живот да имам поддршката и се надевам дека без тоа не може да стигнеш до никаде. Мислам, многу е потешко. Искрено ќе ги поканам сите тие што сега не гледаат или почнуваат од 2024 си рекле еве сега да видам што го врти светот, да ги изгледаат и оние кои што зборуваа пред тебе, кои што ни беа соговорници тука, затоа што на вистина голем дел од нив баш вакви примери даваат. Имавме девојка која што комбинира хула-хопки и екологија, нешто што традиционално во минатото апсолутно не се комбинирало, затоа што традиционалните хула-хопки се прават од најлон, неизините не. Понатаму имавме, да кажеме, човек кој што модерните технологии, ветерината, љубовта кон животните, веганството ги комбинира со земјоделие и прави иновативни продукти за странски пазар. Имавме ситуација кај што програмер создава нешто за компании од типот на продавници или компании како Кока-Кола. Имавме исто така пример каде што човек кој се бави традиционално со визуелни, да кажеме, и креативни индустрии, успеа најголемиот и најуспешниот производ да го направи во авиација и да продаде на компанија како Lufthansa, така што на вистина интересни луѓе во навистина интересни области успеваат и баш би им препорачала на сите оние кои што сакаат малку да си го отклучат размислувањето каде се можеби тие би си нашле соработници да ги изгледаат претходните. Да, апсолутно се согласувам. Мислам, на крајот од денот
ти тоа што го имаш знаење и се што можеш да во иднина е нешто што е сродно на тоа ти што го поседуваш. Ти треба некој да те посочи на нешто што е несродно, може да ти помогне во иднина. Така и ги повикуваме оваа година семејствата покрај тоа што ќе се прашуваат како се и ќе зборуваат за политика, да развиеме малку и други популарни личности, еве нека зборуваат за она што се зборува во што го да развиеме културата во нашата држава и да придонесеме до развојот. Така. Ти благодарам. Фала, Виктор, се гледаме Фала наскоро. многу.